Поефикасен пристап до здравствените и социјалните услуги во заедницата, особено на ранливите категории граѓани, како и истражувањето на најпродуктивните алатки за остварувањето на таа цел во земјава, а базирани на искуствата и практиките од европските земји, беше темата на меѓународната конференција која се одржа во Прилеп. Па мислам дека сме на почеток, меѓутоа имаме направено доста успешни чекори, дека доколку натаки продолжат реформите и поддршката на релевантните институции, навистина ќе може да забележиме подобар напредок и да се вброиме и ние во листата на земји кои што имаат навистина квалитетни и одржливи социјални и здравствени услуги. Се разработуваат нови планови, нови програми и се надевам дека нови провајдери ќе се јават заедно со нашите пријатели од странство и дека за брзо време ќе ги имаме разработено или дека ќе ги понудиме услугите како комплет социјални и здравствени услуги, психосоцијална поддршка и здравствена услуга на сите оние на кои што им е потребно. Иако се работи за различни системи и услови, сепак имплементацијата на искуствата од развиените европски земји кај нас не е невозможна мисија. Според излагачите од Австрија, Албанија, Хрватска и Србија, токму взаемната размена на искуствата е темелот за остварувањето на оваа цел. Станува збор за два различни системи и сега нашата задача е да видиме точно која услуга се вклопува во овој систем. Некои работи се вклопуваат подобро тука во Македонија, некои работи се вклопуваат подобро во Австрија. Во Албанија социјалните услуги и здравствените услуги се целосно поделени и сега ние сме соочени со предизвикот да ги комбинираме за да им обезбедиме најдобра опција на граѓаните. Конференцијата ја организираше Центарот за развој и едукација од Прилеп, кој зад себе веќе има и два успешни проекти: помош и нега во домот и медицинска сестра во заедницата, спроведени во општините Прилеп, Кривогаштани и Долнени.